Јас и Мартина подготвени да ви го понудиме новиот рецепт на денот. Денеска имаме постна торта со многу овошје и со лешници, иако предпоставувам Мартина може да се комбинираат и овошјето, наместо лешници може би и нешто друго, може да се користи така натаму. Ама јас нема да зборувам многу, ќе препуштам се на Мартина Трајановска, која што е нашата денешна соговорничка и на барање на гледачите за постни рецепти, ние денеска одлучивме да ви понудиме една постна торта во име на празничен период. Мартина, добро ни дојде. Се надевам дека ти е пријатно во нашата кујна, со оглед на тоа што веќе се разработи. Сакам да ти е како по дома. Што денеска ќе им понудиме на гледачите? Кажав јас постна торта, ама зошто се одлучи за овој рецепт и дали е можеби ова едно од твоите подобри специјалитети или рецепти? Најпрво, добро ве најдов и фала ви на поканата. Баш ми е драго што ете денес ќе се дружиме и со вас и со гледачите, затоа што знам дека добив многу пораки, нели кога ставивме на Инстаграм дека ќе се дружиме. Најчесто гледам да е нешто брзо и во овој случај одбрав да е една брза торта. Многу периодов, нели е период на пости, па знам дека луѓето бараат постни рецепти, а некако поретко ги има и некако се барем по тоа што добивам пораки, сметаат дека постното не е толку вкусно, па бараат што да направам, а да е вкусно. Ете, денеска баш напротив ќе им покажеме дека може да биде вкусно. Денеска ќе правиме овошна торта, како што кажа ти. Ќе ставиме, еве, ние имаме готови пандишпани, готов пудинг во интерес на времето. Тука имаме пудинг од ванила, ќе го измешаме со банани. Ние за време на Топшоп си ги спасиравме бананите. Во филот ќе ставиме и лешници, а свежите јаготки ќе ги оставиме за на крај, а джемот или мармаладот од јагоди ќе го ставаме измеѓу филот и пандишпаните. Да почнеме. Да почнеме? Ајде, во интерес на времето и некако јас едва чекам да пробам оваа торта. Јас прво би го направила филот нели тука. Да. Најпрво ние нели си ги изгмечивме бананите. Ти ќе им ставиш таму колку треба од што колку сме ставиле, го напишавме рецептот. Ќе биде испишан на екраните за скоро, па сите вие кои што сте заинтересирани за оваа постна торта, која што многу брзо се прави, ќе можете да си ги запишете нели состојките, намирниците, грамажа, се тоа како што треба и да си ја направите, па ако не денеска, ако немате време денес се да набавите, барем во текот на викендот или предстојните денови да си ја направите по дома. Мартина, од каде ти е овој рецепт? Дали можеби го имаш прилагодено, можеби е, не знам, наследен од твојата мајка, баба? Рецептот буквално го измислив вчера. Добро. Кога влегов во продавница си викам што да правам утре да е нешто интересно и така си шетав нели низ сакам јас така да можам да функционирам, да влезам, нешто да ме инспирира, да одам дома и да сготвам. И многу се изненадив што најдов јагоди затоа што овој период нели немаме, ама кога ги видов реков дека ќе правам нешто со јагоди, а нели ти спомнав дека сакам да биде торта. Па гледав да го искомбинирам тоа, а да не ставаме свежи внатре, ќе искористиме и мармалад од јаготки. Да, еве го рецептот испишан. Во моментов се подготвува филот, како што гледате и токму ги имате потребните намирници за да можете да го подготвите филот. Ние тука користиме, Мартина, пудинг од ванила. Дали е тоа исто така по твој избор? Може предпоставувам било кој вкус. Да, или некако овошјето најмногу ми се совпаѓа со ванилата, нели некако понеутрален вкус. Инаку секако секој дома може да си го подготви по желба и по вкус. Ова би го оставила малце вака на страна. Ќе ми треба една лажица. Слободно, јас ти кажав да се чувствуваш како дома. Тука имаме прибор. Ќе започнеме со пандишпаните. Само да кажеме дека тука имаме сок од портокал. Сок од портокал, да, може сокот што било што преферираат, не е проблем, затоа што е постна ставаме сок. Обично јас знам да ставам и млеко, нели тоа кога нема да биде постна варијанта. Добро, зошто го ставаме се тоа? Зошто го покиснуваме пандишпанот? Се добива многу поубав и посочен вкус на тортата, да не биде нели суво од пандишпанот. Баш онака се добива мек пандишпан. Јас вака би ставила по неколку лажици. Добро, тоа ќе го правиме на секој, така? Да, ќе ставаме фил, па пандишпан, па повторно ќе потопуваме. Добро. Инаку да, тоа и Мартина примети дека ние во неколку наврати ја најавивме како овогодинешниот фуд инфлуенсер за 2021 година. Можеби не ги сакаш толку многу титулите, ни јас не ги сакам, ама ете едноставно
има луѓе кои што ја пратат твојата работа и тие награди кои што нели се организираат и се доделуваат, сепак се од некакво значење, Мартина. Како и кога започнете твојата приказна по социјалните мрежи? Затоа што и пред малку ми откри дека многу е тешко нели да правите во исто време рецепт, да застанете, да го сликате, да направите добра фотографија која што ќе може да ја видат луѓето по социјалните медиуми, затоа што фотографијата ќе ги привлече, да го разгледаат рецептот, да го направат и така натаму. Кога започна се во твојата приказна да промовираш се вака јавно? Искрено започнав неколку месеци од кога почнавме нели со короната и со карантинот, нели сите бевме дома. Добро, значи инспирација си добила. Да, инспирација, ете нешто добро произлегло. Да, нешто добро од карантините. Започнав тогаш, ама профилот сосема случајно го започнав за моите блиски пријатели, не очекував нели дека ќе биде толку огромна поддршката и многу пријатели нови. Јас знаеш како мислам, во време на корона некако сите се фрлија на готвење. Да. И бевме затворени по дома на јадење, се дебеливме што викаат моите колеги. Ама добро, научивме и многу здрави рецепти, некако се просветливме на многу полиња. Во тој период започнав, потоа ми го хакира првиот профил, сега сум на новиот профил, ама супер ни е дружбата и тука дури уште подобро се чувствувам сега. Скоро, од прилика околу година и пол се занимавам со оваа работа. Искрено ми е многу интересно. Што те исполнува? Секој ден велиш готвиш, правиш по некаков рецепт. Самите пораки што ги добивам од луѓето, ти не знаеш колку пријатели имам јас нови. Значи, тоа јас никогаш нели не сум го доживеала. И гледам колку е всушност интересно и убаво, цело време се дружам со нови луѓе, запознавам нови луѓе, заедно си споделуваме рецепти, многу од рецептите некоја женска ми ги предложила, па јас сум ги испробала и сум ги објавила. Сета таа дружба е она што ме инспирира цело време да објавувам и да готвам. Добро, денеска што ќе им подготвиш на твоите следбеници? Мислам дека пусната торта ја најави пред некој... Ја најавив, да. Да, и беше направена, така? Не, оваа торта, Ова не? Не, има впишано, нели, што би сакале да готвиме, многу сакаа да сготвиме некој појадок. Еве, можеби за наредно дружење би направиле нешто. Сега ќе ми ја предложиме тортата, затоа што нели дента кога требаше да дојдам, вие предложивте да направиме нешто посно, па ја избрав оваа варијанта наместо појадокот. Да, па ние секогаш во интерес на гледачите, бидејќи тие исто така имаат своји барања и сакаме да ги испочитуваме со оглед на тоа што нели е празничен период. Ова е една одлична варијанта да си направите и подготвите брза торта и многу вкусно ми изгледа. И мириса многу убаво од бананите и од лешниците. Од плазмата, од имаме бисквитите, од банана. мелена плазма посна, да знаат дека постои и посни бисквити, затоа што многу ме прашуваат, ама бисквитите не се посни, има и посни бисквити. Значи посното не да е вкусно, ќе испадне на крај. Да, ќе биде баш превкусно. Ќе биде многу вкусно. Мартина, какви ти се плановите за празнициве? Ќе готвиш? Па сигурно ќе готвам без руска салата и кифлички, нели не поминуваме. Ќе бидам во домашна атмосфера. И така традиционални знаеш рецепти да правиш? Сарма да виткаш? Да, виткав баш пред неколку дена имав слава. Така Свети Никола. Да, виткавме посна сарма. И посната сарма знае да е вкусна. Јас додавам плюс печурки и оревчиња и баш се добива некој интересен вкус. Да, добро звучи, не сум пробала. Еве ќе ставиме уште малце од јаготките и тортата ни е скоро па готова. Ќе го ставиме последниот. За неполни 15 минути ние направивме торта. Дали имаме пријавени кандидати во режија за проба? За торта. Да, супер голема е оваа, така што ќе има за сите. Дури може ќе треба и бројчиња со ред за чекање за секој да добие по некој парче. Еве ние завршуваме. Мартина, следиш ли странски луѓето по социјалните мрежи кои што готват, на чии профили се восхитуваш, од каде ја црпиш инспирацијата за нови рецепти постојано? Се восхитувам искрено, најпрво се восхитувам колку во Македонија се отворија нови профили. Да, и јас искрено. На не очекував толку многу. На почеток немаше толку, секако ги следам и странските, многу се дружиме со српските инфлуенсерки, да кажеме, да. Многу секојдневно добивам пораки од нив, секојдневно комуницираме. Многу ми е мило што и кај нас ова започна, затоа што нели, да кажеме, во странство ова не е нешто ново. Така. Многу одамна го има ова, ама кај нас е некако не им беше јасно на почеток на луѓето како тоа ќе готвиш и ќе објавуваш на Инстаграм, ама многу ми е мило што
се шири таа позитива на Инстаграм. Да се шири заедницата и како спомени ти, си добила еден куп нови пријатели. Да. Иако нели инста пријатели ги нарекуваат, не е тоа само нешто што трае кратко трајно. Да, знаеш дека со многу од нив и се среќавам и во живот, значи баш ми е Нереално пријатно. ти е? Да, нереално ми Што е. се случува, да. Добро, тоа е еден од бенефитите или како позитивно да ги искористиме социјалните да. мрежи. Еве, Жан, гледаш дека ова е само за декорација кивито, нема да имаме многу киви во внатрешноста, така што Немаме воопшто киви, нема да. воопшто. Ке можеш и ти да пробаш. Ќе ти сечеме на тебе парче без киви. Без киви. Супер, тука некаде сме и при крајот, Мартина. Да. Одлично излеза тортата. Како што кажав, едве чекам да ја пробам. Како ќе ги поминеш ти празниците? Ќе ги поминам дома во друштво. Ете, оваа година и нели и претходната бевме повеќе дома. Искрено мене тоа ми годи, јас сум човек што сака да биде дома. Да си готвиш, да си уживаш да со готвам, пријателите. Да, ќе спремиме сигурно многу интересни рецепти. Ти се случило некогаш фијаско во кујната? Да подготвуваш нешто и воопшто да не е тоа што Па знае Се да замислила? се случи, да, знае да се случи да не излезе нешто што нели сум го замислила, ама секогаш смислувам некоја нова варијанта и гледам да го искористам за да не оди во канта, ете да кажеме. да се искористи, да се Да. Само сега се збунив, тука ставаме лешници за декорација, а мелените лешници ги ставивме во филот. Така беше? Да, така. Добро. И Готова нашата е? торта е готова. Ајде. Можело торта и на телевизија. Можело торта на... Абе, си може само да се сака. Кој ќе ни ја зумира? Леле, колку убаво изгледа. Ајде. Ајде. Еве ни го нашиот рецепт на денот, постна торта со многу овошје, со лешници, и ако споменавме делот на мирниците, можете и вие да ги искомбинирате по ваш вкус. Јас вака која навала можеби и ќе падне нешто, Да држам. ама чисто да се долови колку добро изгледа. Погледни, Мартина, на камера. Ау, да. Многу убаво изгледа. Многу вкусно изгледа. Вкусно изгледа. Ќе ја сечем или тоа ќе оставиш за Ајде, ако камери? сакаш, ајде. Ајде. Само да ми најдеш. Мислам дека е доволно голем ножот. Да, само да најдам јас едно тањирче за декорација, за сервирање. Сечеме парче без киви. Без киви за нашиот колега, може така? Супер. И тоа не е мало парчево, Жан, да знаеш. Бидејќи утринава остана без смути, Повелете. еве, за нашиот колега Жан, прво парче од постната торта. Мартина, фала ти многу. Се надевам дека ти беше забавно и пријатно. Секако. И се надевам дека пак ќе ни дојдеш да се дружиме со некои нови други рецепти кои што верувам дека ќе ги правиш и во Да, новата сигурно. 2022. Фала ви, многу ми беше пријатно разговорот и целата постапка нели за тортата. Се надевам дека ќе се видиме во скоро време затоа што имаше многу предлози што друго да сготвиме на утринска на телма. Да, и што сакаа гледачите, повеќе Сака- појадок. Појадок и бомбици, не знам зошто, Какви ама сака. бомбици? Какви Сега- најчесто правиш ти? Од тоа што има дома. Ото, па тоа се Не, најдобрите имаше. бомбици. Да искористите се што имате по дома, да Да. не фрлите, а да се искористиш. Најголем дел беше чоколадни, затоа што знам дека нели чоколадни многу сакаат, така да за наредно може да спремиме нутела бомбици. И некој појадок. Договорено.